Ја почнуваме емисијата, го почнуваме дебатниот дел со Владимир Куновски, граѓански активист. Господине Куновски, добро дојдовте во студио 10. Добре најдов. Повод за вашето гостување е пресудата на Врховниот суд за вашиот случај, за случајот со кршењето на канцеларијата на тогашниот председател Ѓорги Иванов. Народната канцеларија, бидејќи да нема заблуда, таа е канцеларија која што работи работеше до 4 часот и еден вид на дуќан, значи не е затоа што многу сака да направат споредба со влезот во собранието, значи тоа се сосема две различни работи, да не стават во исти кош. И моето и тогаш и во влезот во собранието 2017 во април и овој случај од април 2016 година има структури кои што се маскирани, значи се од некој центар на моќ, значи претпоставувам ист, кои што ги прават сите кои прават криминал, меѓутоа насилните делови. Да, насилните делови, значи тоа ние сме шарената револуција траеше мислам колку Која година се случи тој упад во канцеларијата? 2016, мислам дека беше 13 април 2016. Еве 2022, 6,5 години после тој настан имаме влечење по судови каде што првенствено нема полициски записник за тој настан, не постои, барем не не беше покажан во судскиот предмет. Вештачењето за штетата е направено дури 40 дена после тој настан. Ние сме 40 дена во притвор. Значи тоа обвинителката призна на судење 2,5 години после настанот дека тогаш првпат ги гледа во судница, дека тогаш првпат ги гледа видео доказните материјали. Значи тоа е не знам што да кажам, значи тие луѓе треба да бркаат криминалци, а не се воопшто спремни за такво нешто. Потоа има вештачење кое што е куриозитет, например. 2 обида се одбиени од основен суд. Апелација го прифати истото кое што е препишано од првите 2 обида. Можам да кажам дека вештите лица го имаат погодено само своето име во тој така наречен вешт наод, бидејќи има еден светски куриозитет, например има биланс на состојба без конкретен датум. Значи тоа нема никад, значи мора бидејќи инвентарот мора да се знае на кој ден е попишан. Да. Така натаму. Да не зборам понатаму, значи тоа е една работа. Друга работа е што при нашето приведување бевме 5 часа во суд. Значи како да се работи за некој огромен предмет. Тоа беше поради притисокот на судијата во истражна постапка од тогашниот председател на кривичен суд Владимир Панчевски и судијата 4-5 пати одеше кај него на, да кажам вака, народски на пеење. Значи мораше да ни даде притвор, па тука беше тегнење буквално, значи во тие 5 часа се смени дури Алфи, имавме една смена Алфи, па дојдат други, значи 12 полициски службеници беа ангажирани за нашето приведување, како да сме, не знам, убици, дилери на дрога и така натаму. Иако првпат во мојот живот влегов во судница, влегов на 40 години, првпат влегов во полициска станица, првпат влегов во обвинителство. А се работеше како, значи тука има нарачка, македонската правда пропадна во Бермудскиот триаголник, кој што беше полиција, обвинителство, судство. За жал, од тие врвовите од тие 3 темиња на Бермудскиот триаголник, каде што пропадна правдата, едниот почина, тој е Марко Зврлевски, не дочега правдата да го стигне, двајцата други ги достигна правдата. Тоа е Владимир Панчевски, иако не до кај што треба, и другиот е од полицискиот службеник Чавковски, како беше? Чавков, да. Да. За жал, сменети се актерите, меѓутоа се уште има неправда. Значи, еве, по мои сознанија, АКМИСот се уште не работи. Во судовите? Во судовите, да, значи тоа е софтверот кој што определува кај кој судија ќе падне предметот. Се уште се кријат предмети во ФИОКа, значи тука мора да се направи систем кој што ќе го блокира тоа, или надзор, значи граѓански надзор, или не знам, јавен надзор, кој што ќе го блокира тоа држање на предметите во ФИОКа пред се во обвинителство, бидејќи според законот обвинителство има 3 години право да го држи некој предмет пред да
наводно заради да истражи доволно. Добро, ово што го велите дека АКМИСот не работи, не знаеме дали е Така, така, не знаеме, но доколку навистина не работи, тоа е сериозно. Тоа е прилично индикативно. Нека проверат, значи има граѓански здруженија кои што проверуваат, има суд нека каже, имаат и портпарол има. Судот нека каже дали АКМИСот работи или не работи. Да. Добро, да се вратиме на вашиот случај, вие тогаш добивте притвор сепак? Да, 50 дена домашен притвор. Домашен притвор, во домашен бевте и се влечете по судови сите овие години. Имавте вие пресуда, добивте пресуда, значи, да. Добивте Основен суд добивме пресуда ослободително. Се врати повторно и повторно добив. Значи два пати добивме. Обвинителството се жалеше, претпоставам. Се жалеше, апелација мораше мериторно да одлучи. Апелација одлучи не осуди, значи условно и иако условно и парично, меѓутоа предметот на Врховен суд застари. И под условно кажано под техничка работа поради застареност на предметот ние го добивме, значи се одби обвинението и не упати Врховен суд да бараме обештетување од државата за водење на тој целиот процес. Но има големи прекршувања на постапката, како што кажав, пред се нема полициски записник за тоа дело. Второ, има прекршување на постапката во апелација, каде што доставувачот има закани кон моето семејство неколку пати. Значи тоа ќе биде, најавувам дека ќе има тука и други постапки и за судиите и за обвинителот. Бидејќи нема основа, значи нема основа за почнување на постапката прво. А притисокот кон судијата во истражна постапка, тој дополнително и за тоа ќе потегнам предмет. Значи ќе го повикам јавно судијата да каже кој вршил притисок врз него, бидејќи таму бевме повеќе луѓе, не сум сам. Вие бевте инволвиран директно во постапката и јас морам да кажам дека вие поинаку го гледате случајот од блиску, во детали, така натаму, за јавноста која наблюдува онака погенерално, може да се каже дека беше прилично изненадена кога ги гледаше оние вести, например кога добивте условна пресуда дека сепак сте осуден, па беше изненадена, и потоа беше изненадена секогаш кога ќе излезеш некоја вест за тој случај дека се уште тој случај постои, дека трае. И сега кажете ми вие како тоа го доживеавте, што мислите за тоа? Кој е вашиот коментар за тоа што едно велите дека процесот траеше во времето на таа бивша власт каде што беа на судските и полициски власти овие луѓе кои ги набројавте и кои потоа и самите се осудени и тука веќе отприлика може да се претпостави и за АКМИСот не работеше и дека имало нарачки и се тоа јасно. Но потоа како кога се смени власта и сето тоа се проложи, што се мислите? Што мислите за тоа? Бевте ли вие изненадени? Нема правда, нема мир, беше целото барање на таа шарена револуција. Но сега не постои ништо, значи само има шминка. Сменети се можеби надворешните играчи, меѓутоа внатре системот се уште работи на неправда. Значи јас би ја нарекол судско-обвинителската мафија служи на политиката и на квази бизнисот. Бидејќи немаме во Македонија бизнис, малку се тие на број може да се на една рака може да се избројат правите бизниси, другите се тендер бизнисмени. И таа судско-обвинителска мафија се буквално измеќари на политичарите и на бизнисмените. Тоа беше наназад 10 на 15 години и сега истото е продолжено. Значи нема само од надворе сменета приказната, од внатре само фасадата е сменета. Внатре е се уште исто. Токму заради тоа мислам дека се и пристисоците од надворе. Пред неколку дена потпиша европскиот обвинител Лаура Ковеши потпиша договор со Јолевски, мислам, точно заради тоа. Сега скринингот исто следните 14 месеца, скринингот пред се ќе биде за владењето на правото. А оние што треба да го владеат правото, значи односно да делат правдата согласно уставот и закон и да ги штитат човековите права, тоа се пред се судиите и обвинителите, тие тоа не го прават. Значи најголем дел од тие луѓе таму се криминалци, буквално можам да кажам дека се криминалци, бидејќи го знам од личен пример, меѓутоа мојот пример е капка во море во тоа што се случуваше. Има многу поголеми предмети, страшни предмети да кажам, од мојот каде што нема материјал,
Они прават приказна која што трае 6,5 години. Значи нема материјал. И да е тој материјал, тоа е моето влегување во така наречената канцеларија, Народна канцеларија е прекршочно дело, не е кривично. Меѓутоа, целата постапка како што се води, се е погрешната во таа постапка. Почнувајќи, нема полициски записник, нема утврдена штета пред да почне предметот, сгрешена е постапката, значи наместо обвинителство, наместо наредба дава молба, тоа е како во деловниот свет, некој да ти плати врз основа не на фактура, туку врз основа на испратница. Ти дали испратница, мора фактура да ти даде. Значи, еве така да направиме некоја споредба за да разберат луѓето што е. Значи, се погрешно е почната постапката, бидејќи се има нарачки по телефон. И притисоците што се вршени од страна на судските доставувачи кон моето семејство се исто нарачка. Судиката која го водеше, на крај го водеше, се сменија 3 суди и во основен суд, и во апелација. Значи, последната судика што го водеше, таа не почитуваше правила, нити процедури, нити закон на крајот процедурата, затоа што во рочиштата, затоа што мораше да испорача, да има нарачка. Таа судско-обвинителска мафија си се штити. Значи, ако донесеш ослободителна пресуда, тогаш ќе имаше негативности врз досието на обвинителот, кој што сега е избран, е награден и е во више обвинителство. На крај, видов допис, мислам, каков Галија Матас има еден допис од више обвинителство, значи кој што до Врховен суд, кај што бара да се повлекува нашата, тоа е тазе од пред неколку месеци, се повлекува од обвинението, затоа што е наплатена штетата, додека републичкото обвинителство кажува дека е застарен предметот, паради тоа се повлекува. Тоа сакам да напоменам дека во овој случај има, бидејќи е поврзан со уште 3-4 случаи, веќе е наплатена штетата. И кај сите учесници е наплатена, кои што признале дело, е наплатена целосната сума утврдена штета. Значи има незаконско збогатување на државата, бидејќи една штета ја наплатила 3 или 4 пати. Добро, дали вие што велите дека сега имате право од Врховниот суд, ви е укажано дека може да ја тужите државата, ќе ја тужите ли, ќе барате ли оштета? Да. Значи тие, јавно кажам дека тие пари сите ќе идат во добротворни сврхи. Кажете ми, уште ова сакам да ве прашам за таа фамозна парола нема правда, нема мир за шарената револуција. Сите знаеме со каков ентузијазам почна тој процес и како течеше. Тоа не беше, да речеме, само една политичка партија, таму имаше и повеќе политички партии, граѓански активисти, невладени здруженија. Тоа беше еден општо народно движење, ми се чини тогаш во тие моменти. Подоста многу мине се разочараа од шарената револуција. Претпоставам дека и вие сте еден од нив. Ја сакам да ве прашам, како се чувствувавте сите овие години после шарената револуција, кога политичарите кои ги изградија кариерите врз основа на шарената револуција, стана премиери, министри, пратеници, дел од нив веќе се повлекаја од политиката, еве и директно ќе кажеме како поранешниот премиер Заев, тој веќе излезе од политиката, сега имаме нови, имаме веќе втора генерација на политичари, а вие уште се влечете по судови за, па можеме слободно да кажеме, банална причина, банална причина, вие се влечете, значи, 6-7 години по судови. Па добро, значи јас го гледам, секој мора да си го испече занаетот, да види со кои му се пријатели, кои се само од корист. Значи тоа е добро да се исчистат, значи да се исчисти кој е добар, кој е лош. Меѓутоа разочараноста е голема, бидејќи не се донесе правда, не само за мене, значи има околу 1000 луѓе беа судени и се уште се судат за жал. Се уште траат, Се уште траат дел од процесите, меѓутоа тоа судство е окупирано, оваа држава е окупирана, значи наводите беа дека претходно имаме окупирана држава, заробена држава, а сега имаме како беше хибриден режим, што е некоја блага варијанта разлика, има слобода на говор, може се да кажеш, меѓутоа нема поместување во враќање на демократијата, на човековите права и на слободен живот, нормален живот. Поради таа разочараност, сега
и некои актуелни случаи кои што сега ќе ги поменеме, мора ја враќаме, се дистанцираме од таа има правда, има мир, со мора правда, мора мир, затоа што никој не сака да има улична правдина. Таа е најлоша од сите, но ситуацијата во општеството доаѓа со последните два случаи на новинарот, тепањето на новинарот Зоран Божиновски и на Боки 13 во судот, ни укажува дека уште еднаш ќе повторам, мора правда, мора мир, бидејќи никој не е сигурен. Значи јас, вие, може некој пратеник, може министер, може бивши премиери, значи поради тоа мора да ставиме систем за сите нас, значи систем на правда. Овде има судиите, обвинителите се системи, они го држат, они се дилери на неправдата. Бидејќи кај нив моќта на одлучување е кај нив. Значи да ја стават во ред оваа држава. Вие во вашиот Facebook статус пишувате вака: во светот не постојат поголеми сточни пазари од судовите во Македонија каде неправдата се продава на кило. Буквално од мојот случај тоа го научив, значи дека таму има нарачки заради тоа што некој ги поставил тие суди и сега тие суди мора да испорачаат обвинители, вештаци. Сето тоа е еден систем кој што функционира како организиран криминал. Значи организираниот криминал во Македонија е во рамките на институциите. Тие институции се обвинителство и судство. Значи тоа е кривосуден систем на Македонија. Веќе започнаме една иницијатива која што точно ќе се вика операција Сточен пазар, каде што ќе ги обзнанам сите кои што направиле го прекршиле законот во рамките на мојата постапка и ќе повикам и други луѓе, значи кои што имаат предмет, да ги отвориме тие сточни пазари, односно судовите ширум Македонија, бидејќи не е само неправдата во основните судови во Скопје сега поново, граѓански и кривичен суд Скопје, во Врховен суд или во апелација. Тоа е секаде во Македонија. Значи имаме системска неправда. Додека имаме системска неправда, не може да функционира, не може да одиме напред. Да. Добро, во поглед на ова што го кажавте за претепувањето на новинарот Зоран Божиновски, имавме такви, па и самиот Божиновски беше тепан и во минатото, многу одамна во Македонија, но имавме претепување на други новинари, собственици на портали и така натаму, но сето тоа беше за време на минатата влада и беше некако во склоп на целата таа тогашна атмосфера. И на слободата на медиумите, и на слободата на говорот, и ова што го кажавте, и самиот европски извештај констатираше за робена држава, но никој не очекуваше дека сега, во 2022 година, земја членка на НАТО, земја која ги почнала преговорите со Европската Унија, дека ќе се тепаат вака крвнички новинари и се знае дека тоа тепање не може да биде за ништо друго освен за нешто што кажал или напишал. За жал, значи како што кажав пред малку, значи смената е само фасадата, внатре системот е ист. Еве ако го земеме токму Зоран Божиновски, него има речи се секојдневно објави на Facebook или на неговиот портал за криминал во Македонија. Доколку значи овде има во јавно обвинителство има ќутолози кои што ќутат и ништо не прават. Значи ако нели имаме според законот може да почнат постапка врз основа на слушнат глас. Таму има стотици, ако не илјадници предмети за може да се разгледат и или ќе почнат постапка за да врз основа на тие информации или ќе го обвинат или ќе ја завршат таа постапка, па ќе почнат процедура за пред суд за да ги најдат тие наводните криминали, или ќе почнат постапка против именуваниот новинар за ширење лажни вести или за значи кај нас, а со тоа што обвинителство не постапува со години наназад, не прави ништо, едноставно. Не прави ништо, меѓутоа тоа на јавноста и дава до знак дека сето тоа што е објавено е вистина. Бидејќи обвинителство не постапува или вака или овака. Значи или ќе го обвини за ширење лажни вести или ќе постапи по неговите наводи. Значи
Токму заради тоа сметам дека ништо не е променето. Значи тие објави не се стари само последниве 5 години. Тие се речиси 10 повеќе од 10 години ги има тие објави. Значи во време еве ќе го спомнам и случајот Шпиун. Беше издвоено тој случај Шпиун, сите тоа е исто во светски рамки е тој случајот Шпиун, каде што има пресудата има 1000 страни. Значи во една војна и мир, една огромна книга е во пресудата. И тоа е нарачана исто пресуда, сите знаат во Македонија, меѓутоа оваа власт немаше храброст да ја пресече, да кажам, да го пресече тој криминал, туку дозволи да заврши во ендек правдата. Да. Навистина има право, како што велите, обвинителството да отвори постапка по допрен глас, тоа може да го прави. И гледаме дека тоа го прави, но ретко, прилично ретко, и се има впечаток дека постапува кога е под особен јавен притисок за некој предмет, да речеме како за сторијата на ИРЛ за Жан Митрев, каде што тоа беше навистина сторија која предизвика огромен потрес, огромен бум. Тука мислам дека немаше друг избор освен да постапи, но има и низа други такви објави и слични случаи каде што не постапува. Значи се чини дека дали мислите дека постапува само кога мора, условно кажано? Па кога, да, само и потоа тие постапки некако не се ефектуираат секогаш баш. Па еве ги гледаме дека најголем дел од СЈО, значи постапките од СЈО завршија во ендек, значи пропаднаа во дупка. Добар дел од нив. А таму имаше огромен криминал кој што требаше да биде продолжен, нели, од јавното обвинителство, и тоа остана се нерешено. Гледаме дека, еве да прашам, каде е Мијалков? Еве, дали Мијалков служи, дали имаме потврда дека Мијалков служи затвор, дека е точно во затворот во Струга? Еве јавноста нека одговори, ги враќаме тие предмети, да видиме дали служи. Бидејќи јас сум го видел, осуден е Владимир Пешевски, јас сум го видел во центар пред неколку месеци, како Владимир Панчевски, како е шета слободно низ Скопје. Дали тие големи криминалци, бидејќи тие ја злоупотребиле својата положба, направиле огромен криминал во Македонија, оштетиле многу луѓе, лично и целата држава општо, дали тие луѓе служат затвор? И каде служат затвор? Дали Орце Камчев служи затвор? Еве, тоа некој нека го одговори тоа, да кажем, ете, во затворот доаѓа, не доаѓа и така натаму. Проблемот е што тука имаме се уште дилери на неправда. Додека ги имаме тие дилери на неправда, кои што се и политичарите, и целата политичка структура делува за оваа нестабилност во државата, бидејќи никој, значи можеш да преми, некој на пешачки може да згази и да не одговара за тоа. Значи немаме елементарна демократија, елементарни права, човекови права ги немаме. Ја спомнавте вие Русковска. Неверојатно е тоа што се случува во тој правосуден или обвинителски систем, како сакате. Прво го имавме навистина СЈО пропадна поради криминал кој беше правен од главната обвинителка на СЈО Катица Јанева, и мислеа, и тоа го гонеше Вилма Русковска. Так. И мислеа луѓето дека добро, мислам не е добро, но ете, се случи тоа што се случи, институција во која силно инвестираше меѓународната заедница, и средства, и пари, и внимание, и влијание, и се така неславно и катастрофално да пропадне. И добро, еве, можеби некој си помисли дека работите се ставија барем во некаков колосек, добро, но истата таа Вилма Русковска подосна е сминета поради други, како е кажано, неправилности. Не сакам сега да навлегуваме во тие случаи да ги анализираме, но генерално што покажуваат за обвинителството, за правосудниот систем, вакви парадокси, што покажуваат? Па тоа покажува дека најголемите криминалци се во државните институции. Значи, пред се, еве, како што кажав, обвинителство и судство, тука се најголемите криминалци, сите доаѓаат од едно место. Тоа се правниот факултет Скопје, сите таму имаат завршено, па потоа доаѓаат да служат. Другите се, еве, имаме и двајца секретари на влада кои што се односно се во процедура да бидат осудени. Криминалот е врзан помеѓу политичарите и судиите и обвинителите. Значи тоа е, и тука има меѓу нив
измешани по некој квази бизнисмен. Па добро, Значи, го видевме на онај час на факултетите министрот Топанчевски и позади него стои Драги Рашковски. Мртов ладен. Што, значи, тоа е Алан Фордовски, јас би рекол. Значи, тука не знаеме Зона сумрака имаше една серија на времето. Значи, овде не знаеме што се случува, бидејќи се прекршуваат реалноста. Значи, не знаеш што е реално, што е фикција. Се што сме читале во како некоја хумор и сатира, сето тоа нас не се случува во реалниот живот. Тука е проблемот. И веќе не знаеш дали да се смееш, дали да плачеш, дали да бидеш нервозен. Значи, стварно мора да ги фатиме работиве сериозно, бидејќи ова се, значи, несериозни работи од политичарите пред се, квази, бидејќи тие да беа политичари, ќе беа нешто многу повеќе, овие се исто можам да кажам квази политичари. Материјалот кој што се направени судиите, штофот кој што судиите, обвинителите и политичарите, тоа е најрасиплива роба. За жал, и мора работите да се сменат. Мора, веќе, значи поради тоа повторно ќе кажам, мора правда, мора мир. Ќе продолжиме со ова, но сакам да ве прашам уште нешто во ова што го кажавте за таа спрега, значи судско-политичка спрега, да речеме, која што ја кажувате, за мотивите на таа спрега. Зошто мислите дека се случува? Зошто мислите дека трае толку години? Зошто е таа спрега нераскинлива? Па има една американска поговорка follow the money. Следеј ги парите. Еве актуелен е и законот за потекло на имот. Значи ако еднаш се отвора тие работи, да видиме од кај некој службеник државен, затоа што дали се викал министер, пратеник или е судија или обвинител, да видиме имотот од каде му доаѓа. Кога ќе ги имаме, тоа е најлесно се гледа, значи тука се знаеме, малтене сите се знаеме до трет братучет, толку е голема државата. Значи ние можеме да видиме, лесно можеме да видиме кој со каков имот располага и дали тој му е стекнат од наследство, од бизнис или е стекнат незаконски. Кога тоа ќе се прво, значи правилата на игра тогаш ќе бидат јасни. Намерно тоа не се носи, бидејќи сите политички партии има криминал кај нив. Прво, финансирањето на политичките партии беше криминал до пред 6-7 години, се идеше на црно, условно кажано, па се донесе закон кој што мислам дека годишно од буџетот се извојуваат помеѓу 5 и 6 милиони евра за политичките партии, зборам легалните пари, што е огромна сума за ова општество. А да не го споменеме и предметот дека имаме нелегално финансирање на политичката партија ВМРО ДПМН, кој исто така се отиде во дупка, не се знае за тоа, нели? Талир, мислам, се викаше. Да. Кој што, еве, доаѓаме од светот на бизнисот, имам 25 години работно искуство во сопствени фирми. Доколку некоја бурекджилница, пилјара или не знам, мал бизнис направеше таков финансиски криминал, до сега ќе беше пломбирана од УЈП. Значи тука УЈП седи за како и кебана, значи не работи ништо, поради тоа што УЈП е маша во рацете на политичарите. Значи не требаше тоа правно лице да постои до сега, значи да функционира доколку имаше правда. Меѓутоа им одговара на другата политичка партија СДСМ, им одговара да има противник кој што го држи во джеп. Тоа е една како клацкалка, ако јас сум доле, ти ќе бидеш горе и обрат. Ако го снема еден од клацкалката, другиот нема да биде, може да биде горе. Многу се зборува за таа симбиоза, поврзаност или онака како што народот вели се договараат помеѓу големите политички субјекти. Верувате ли вие дека тоа навистина постои, точно, дека постои некаква координираност меѓу... Па точно е, земете ги големите. Дали може да се договорат за законот за... Наводно не може да се договорат за законот за една изборна единица, така? Да. Значи не им одговара затоа што ќе дојдат нови политички субјекти, ќе изгубат 4-5 места пратенички. Не може да се договорат за патните трошоци, што ги наплаќаат, нели, пратениците. Не може да се договорат за законот за потекло на имот. Значи тука има за неколку граѓански иницијативи сум бил во собранието и таму баш после во ресторанот кој ќе дојдеш во собранието, таму
народно кажано моабетите помеѓу пратениците е како да се пратеници во Шведска. Значи, затоа што имаат 1000 евра плата, некое вработување ќе мушнат некој свој пријател, роднина и така натаму, и тие се опуштени. Значи, тие се дојдени на гурбет во собрание, бидејќи имаат отприлика околу 50.000 евра, а за тие 4 години ќе добијат плата. Значи, верувам во тоа, сум го видел. Тоа се само нето плати. Да, нето плати 50.000 евра ќе добијат, значи тие се гурбеджи кои што се во има собрание. додатни што се плаќаат, додатно комисии, дневници, така, патни трошоци. Значи, тоа, значи они имаат дојдено таму, знаат што ќе земат и не веќе не ги интересира. До тогаш може зборуваат, ветуваат нешто, ќе стигнат таму, и тука имаме за жал уставот е прекршен до сега 30 години. Бидејќи тежиштето на демократијата е собранието, не е владата, не е политичките партии. Туку е собранието. А собранието е гласачката машина. Заради тоа не може да помине ни еден закон што е во интерес на граѓаните. Конкретно сум бил за законот за извршители и за 2 пати таму во собрание, на јавна седница. Таму има договор помеѓу непишан договор, значи помеѓу политичките партии да остане замрзната таа ситуација во однос на правдата. Затоа што им одговара вака како што е, за да може да прават криминал. И сите тендери, имаме околу милиарда и пол годишни тендери во Македонија, јавни набавки. Верувам дека околу 30% се од тие, значи околу 500 милиони има штета државниот буџет и буџетите на сите општини. Значи тоа од мало дете сите го знаат, меѓутоа тоа не може да се среди бидејќи системот така е направен да функционира од политичарите за да може да ги украдат тие пари. се прават акции, еве сега да се штеди струја, да се штеди ваму, да се штеди таму, се повикуваат граѓаните да штедат. Така. Но таму никако не се штеди, да. Не може, затоа што навикнати се, верувам дека навикнати се да крадат, но верувам дека ќе стигнеме до крај, затоа што веќе финансиски не е издржлив овој систем на крадење. Финансиски не е издржлив. Еве, како што кажав, 25 години имам работно искуство, ги знам, многу мои пријатели имам бизнисмени, а економијата оди напред и верувам дека на некој начин како Феникс, прво ќе умреме па ќе се родиме одново, бидејќи овој систем оди во ендек, во ќорсокак. Добро, во поглед на политиката зборуваме за тоа, за спрегата. Вие бевте дел од еден политички субјект тогаш, баш кога беше канцеларијата во Левица, подоцна имаше и судски процеси, така. вие на друга група цела излеговте, го обвинувавте Димитар Апасиев дека ја превзел неовластено партијата и така натаму, да не се навраќаме се на тоа, но сакам да ве прашам еве генерално, гледаме во што произрасна на некој начин Левица, има 2 пратеника сега, по сите анкети ми се чини дека на некои следни избори ќе имаат повеќе. Так. Не знам колку, но најверојатно ќе имаат повеќе. Дали оваа Левица сега, каква што е таа трета политичка сила, тој трет политички сила? Тоа е само гарнир, буквално гарнир, во рацете на структури кои седат позади, бидејќи сум бил внатре, знам како функционира, ги знам луѓето, односно лично и Димитар Апасиев. Тие се гарнир за да може полесно да ги проголтаме изметот наречен ВМРО, ДПМН и СДСМ. Тие се само тоа и служат како од тие 2 центри на моќ се имаат калкулација како значи да не се подели колачот помеѓу некои други субјекти, туку да остане зборам колачот на избирачки гласови. Не верувам дека ќе биде нешто, токму и поради тоа, влегувам во нова, сум дел од една група иницијативен одбор за нов политички субјект, кој што наскоро ќе излеземе во јавноста. Сите ќе бидат нормални луѓе со добар профил, со добро работно искуство и така натаму. За тоа од друг пат ќе. Што е тоа, партија или движење? Па партија ќе биде, иако за жал моје мислење дека мора да има политички субјект за да се разбие овој монопол, односно олигопол на актуелниве политички партии, од кои што од истите сме
заробени. Значи не може демократијата, не може нормалниот живот да процвета токму од актуелните политички партии. Ми се чини, господине Куновски, дека некако тие нови политички субјекти, нови политички партии кои се обидуваат секогаш да бидат таа фамозна трета опција, не успеваат некако во зародиш. Еве, последна е, да речеме, партијата на професорката Најчевска и на адвокатот Тортевски, да речеме еден солиден субјект, се беше фино тамо во поглед на поставеноста, но не успеа, не мрдна од мртва точка и се повторува цело време приказната. Добро, кој ќе малце ретроспектива, ќе видиме дека оваа држава е скантана, донесена на дно, токму поради правници и професори, а највеќе од професори на правен факултет. Значи тоа е статистички така доаѓа. Значи не може тој што ја донел на дно државата да ја исправи. Значи не имам ништо против професорите, меѓутоа тие во Македонија професорите за жал и многу новинари не истражуваат. Значи прво тоа, друга работа нема допир со реалниот живот. Значи ова треба да има луѓе кои што имаат искуство во реалниот сектор. Без разлика дали бил историчар, научник, бизнисмен, работник, нема кај нас сите се е во рамките на теоријата. Значи сите овие што ниту еден политичар, еве кој да го знаем, кажете ги сите поранешни и сегашни актуелни, нема работно искуство во реален сектор пред да стане политичар. Нема работно искуство, зборам за реално, не зборам за тендери. И релативно млади стануваат, влегуваат во висока политика. Така, значи немаме луѓе од реалниот сектор. Тие веќе и како што гледаме сега новите, еве го актуелниот избор на Пенов го извадија од архивите, бидејќи веќе им снема луѓе. Значи млади и стари, не е битно искусни, неискусни, веќе снема ни кадар. Добро, мора да признаете, еве, да речеме, премиерот Ковачевски е можеби исклучок од таа приказна. Па не верувам, бидејќи има работно искуство. Има работно искуство, меѓутоа во една институција, значи Македонски Телеком, која што е продадена на криминален начин, под број 1. Значи тоа никој за тоа имаме пресуда на Њујоршки суд. Значи Deutsche Telekom плати казна за криминал во Македонски Телеком на Њујоршки суд. Тука, еве, 9-10 години се влече истиот предмет се влече по македонските судови, а премиерот Ковачевски е токму дел од таа структура, односно оне можеби во среден менеджмент, middle менеджмент е среден менеджмент, меѓутоа не бил дел од тие структури на не бил дел, меѓутоа криминал, прво е таму има криминал, знаеме, еве, тоа е обелоденето на американски суд. Кој примил и се, за жал, мислам дека тој криминал се уште трае од Македонски Телеком, каде што се потплаќаат македонските политичари. Мислам, немам доволно сознание, меѓутоа пресудите што се на американскиот суд, значи тука во Македонија никој не ги спомнува. А тие се токму, криминалот е токму направен кога е актуелниот премиер Ковачевски работи во Deutsche Telekom. И сега токму имаше и Зоран Божиновски пред неколку време за актуелните, односно можеби 2-3 години стар криминал во Телеком, никој не го потегна тоа. Затоа што ако се отвори клопчето, многу сегашни политичари и бивши ќе треба да завршат пред суд. Кога зборуваме за право и правда на американската невладина организација од Вашингтон, World Justice Project, светски правен проект, отприлика така буквален превод, се вели дека земјава е на 63-то место од 140 држави широм светот. Од регионот на Западен Балкан, подобро рангирано од нас е Косово на 57-мо место, а зад Северна Македонија се Босна и Херцеговина, Србија и Албанија, Црна Гора пак не е опфатена во извештајот. Значи Косово, која е не подценуваме во некој случај, но една прилично млада држава која е се уште под силен меѓународен протекторат, е подобро рангирана во правото и правдата од Македонија, која е независна држава веќе 30 години. Така, нема ветинг, дали за судиите имаше ветинг. Беше најавен ветинг, нема ветинг.
Најавена беше лустрација за судиите. Немаше тоа. Потекло на имот. Нема потекло на имот. Што сакаме? Значи, завршена е таа приказна, бидејќи криминалците, како што кажав и преска, се во институциите, не се надвор. Значи, уличен криминал има само и има врвен криминал кој што е институционално подржан. Толку. Едноставна е работа. Само дали некој сака да почне да го трга криминалот? Не. Проблем е што актуелната власт се удружи со тие структури што беа претходно во времето на Груевски и го проложи криминалот во, само што нема, не е така структурирано, организиран хиерархиски, туку е, условно да кажам, повеќе мали групи, секој си наоѓа за себе, значи, како банди би ги нарекол, и кога има некој интерес, еве, Русковска, ја спомнаме предка, кога има некој интерес меѓу тие банди, тогаш се жртвува некој за доброто на тие банди. Еве, беа жртвувани и повеќе, еве, двајцата секретари се жртвувани на влада, имаше, не знам, жртвено јагне беше Лидија Димова, така натаму и така. Значи, кога тие банди ќе насета дека некој треба да биде жртвуван, дали тој е навистина жртва или е дел од системот, тоа не би знал да кажам, тоа треба судот да го докаже. Но еве имаме примери кои што на периферијата, значи нема во центарот, нема, иако овие двајцата секретари на влада сепак е центарот на блиску до центарот на политичката моќ. Меѓутоа тоа е само површински. Внатре има многу поголем криминал. Мислите ли дека тие високопрофилни случаи, тука и Еден ТВ да ве подсетам, и Фосина Ременски и така натаму, дека тие високопрофилни случаи се одраз на некој начин дека тука има неколку тези. Едната е дека правдата во некој момент сепак функционира, дали е под притисок, дали е под како и да е. Втората дека се тоа меѓудворски пресметки. И третата теза е дека тоа се сепак на некој начин коски кои се фрлаат на јавноста гладна за правда, се замачкуваат очите за позади сцената карварно да се врви и да се тече целата сцена. Мислам дека од сите три помалку има. Посебно еве примерот на бегството на Мјалков, која го немаше 2-3 дена. Пред тоа знаеме дека и мало дете знае дека од надвор дојде притисокот да се врати, тој се врати, меѓутоа има договор со претходната политичка гарнитура да не ослужи, еве го, преска прашав и се пак ја прашам, дали некој знае, може да потврди дали служи затвор. Значи тоа е многу легитимно прашање во моментот. И едноставно. Едноставно. Верувам дека сега таза има потпишан договор нели помеѓу Ковеши и европската обвинителка и помеѓу нашето обвинителство. Имаме скрининг кој е започнат, нели следните 14 месеца ќе бидеме под скрининг. Мора некои работи да се мрднат од мртва точка за да добиеме некаков напредок. Сега ова вчерашната пресконференција на посета на фон дер Лајен е можеби морковот од 80 милиони евра, не знам, значи претпоставувам, дека тој е морковот за награда дека да почнат во Македонија некои работи да се тркалаат како што треба да почне што да се работи. Но премиерот кажа дека главната работа ќе биде преживување во јануари февруари, бидејќи од толку крадење не остана ниту еден систем кој што функционира. Енергетскиот систем е пред колапс. Знаеме со рек Битола дека 30 години се краде, значи не од сега. Значи ги знаеме дека наместо тука и ќе го спомнам и Трансмет. Значи таму беше врзан, таму е врзан, исто таа приказна отиде. Значи таа е врзана со енергијата. Сега имаме проблем со енергијата, со енергетскиот систем, затоа што таму некој системски со децении краде. Сега треба да се открие кај се парите. Значи парите се исцицани од да кажеме од енергетскиот систем, државниот, од тогашното ЕСАМ, подосна е сега И сега земаме кредити за да преживееме и после тие кредити ќе ги враќаме ние. Така, а од друга страна имаме 6 милиарди евра
кои што лежат во македонските банки како штедни влогови на физички лица и на правни лица. А ние се зајмуваме на страна. Мислам, поради тоа, моје мислење е дека овде нема ум. Значи, ја не можам тоа да го разберам. Кога ти во домашните банки имаш толку пари паркирани, кои што не служат за, значи се само орочени депозити, а ние се молиме под странство за 80 милиона, за 50 милиона и така натаму и така натаму. Да. Добро, господине Куновски, ви благодарам за ова гостување, па еве најавивте и доста работи кога ќе имате нови актуелности. Повторно ќе се видиме. Да, се надевам дека ќе за мојата акција ова иницијатива што ќе ја почнам операција Сточен пазар пред судовите низ Македонија, ќе ве повикам на пресконференција да ги обзнаниме со име и презиме сите вклучени во тој наместен процес. Да, ви благодарам, ова беше Владимир Куновски, граѓански активист, а еве и ние зборувавме малку за посетата на претседателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен вчера на Скопје и пресконференцијата. Сега ќе видиме дел од таа пресконференција, поточно ќе ги видиме само новинарските прашања и одговорите на нив од фон дер Лајен и од премиерот Ковачевски. Потоа ќе продолжиме со дебатниот дел со просветниот инспектор Ѓорѓе Лиевски.